А ние продолжуваме на оваа тема, меѓутоа од еден поинаков аспект, а тоа е говорот на омраза кај најмалите и зошто воопшто постои, особено кога станува збор за деца кои што се веќе на училишна возраст, како да се спречи, како наставниците и родителите тоа пред се да го препознаат и превенираат. За сето тоа разговарам и со мојот прв гостин утринава, тоа е Иван Христов, психолог. Благодарам за издвоеното време и што ќе имаме можност да слушнеме ваши одговори на овие важни прашања. Добро утро, Симона. Благодарам и за поканата. Како прво би го дефинирале присуството на говор на омраза кај толку мали, млади деца? Зошто постои кај нив? Па, прво говорот на омраза за жал е дел од нашето секојдневие од многу аспекти, и кај возрастните, и кај децата. Децата учат од нас, би рекол, социјалните медиуми имаат голем ефект во тоа. Меѓутоа и во времето пред социјалните медиуми говорот на омраза бил се почест. Говорот на омраза е всушност само еден начин на искажување на лутина. Нели не е физичка, не е со напад, меѓутоа е вербална. Така да некако во свет што е исполнет со лутина, некако и природно е да се јавува говорот за омраза. Не е добар, меѓутоа постои. Кога станува збор за децата, често велиме дека родителите се огледало на нивното однесување. Дали секогаш е пресудно дека кај дете од предшколска, школска возраст ќе се јави тој проблем, односно дека тој е сторителот и пренесува говор на омраза, дека секогаш се виновни родителите или и самото општество и околината може да влијае на тоа, иако родителите не го поттикнуваат таквото негово однесување? Знаете, прво, не ми се допаѓа кога ова многу луѓе го спомнуваа, заради тоа што родителите некако имаат многу тешка задача во денешно време да воспитуваат деца. И кога многу често се дава преголема одговорност на нив однос на тоа детето што не прави во ред, ги ставаме во една позиција каде што и тие се многу фрустрирани и не знаат што да направат. Така да контекстот е многу значаен, полето во кое што функционираме, општеството во кое живееме. Родителите генерално имаат главната улога, меѓутоа доколку децата идат во градинка, во школа, има експерти, има стручни лица кои што може да работат со нив. Така да, како да кажам, мултидимензионално е. Родителите имаат дел од одговорноста, меѓутоа и сите ние други со начинот на однесување имаме голема обврска во тоа. И споменавте и училиштата и педагошките служби кои што реално и како имаат голема обврска и да препознаат, а потоа и да работат со детето кое што или трпи булинг или говор на омраза или всушност го пренесува на останатите деца. Вие имате како психолог искуство и во училиштето, како училишен психолог. Прашањето ми е колку е развиена кај нас свеста дека децата треба да ги посетуваат училишните психолози и дали некогаш знае да се заобиколи посетата на училишен психолог? Да, посетата е особено значајна и морам да кажам се повеќе и повеќе не е табу тема, така да кажам, дека децата се посвесни, повеќе си го бараат тоа. Психологот не е веќе нели казната страшилото кај кое што оди детето. Работите се многу променети од пред 10, 20 или 30 години. Меѓутоа, булингот не е нешто што се решава индивидуално. Булингот е системски проблем во училиштата и повеќе се решава преку правење работилници, преку активна работа на психологот во класовите и во оделенијата. Така да посетата на психолог е само еден мал сегмент од сето тоа. Работата со оделенијата и со групата е многу позначајна, работата со наставниците да го препознаваат тоа, како да стварат училишна клима, како ќе се намали тоа, да се створи, јас сепак кажувам, значајно и како училиштето или градинката функционира како колектив, колку тие едни со други се поддржуваат, заради тоа што ако некој наставник се чувствува како жртва на булинг, да речеме, тој не може да препознае булинг кај децата дури. Така да многу е значајно како функционираме и јас сепак кажувам, за да ги поддржиме децата во ова, треба ние возрастните да се поддржиме. Секако во однос на тоа што го споменавте дека можеби и првата грешка е таа што на децата пред да почнат да одат на училишта, училиштето им е представено како сериозна институција и веројатно нивните очекувања потоа не се соодветни со она што таму всушност го доживуваат и го прават. Кога ќе на едно место ќе ставите 30 на деца на иста возраст, веројатно навистина вниманието треба да биде поголемо и пред да започнат со училишта. Меѓутоа, каков е ефектот кој што децата го имаат врз нивното ментално здравје и самодовербата пред се, помеѓу таква средина каде што постои говор на омраза?
Ова е многу интересна тема и затоа говорот на омраза е толку и специфичен, толку е и сериозна тема за која што зборуваме, заради тоа што остава трајни последици кај децата, кои потоа стануваат и возрастни. Има многу, како да кажам, нели логично извучи, има многу негативно влијание, самодовербата буквално ја разорува кај децата, заради тоа што знаете како децата кога се многу малечки, ние да речеме дека некаде во третата, четвртата година почнуваме да ствараме свесност за себе и децата на почетокот многу се самоуверени. И за тоа како изгледаат, и за тоа што прават, и за тоа што можат. Поприлично се свесни и доста се бунтовни дури би рекол, многу се самостојни. Како влегуваат веќе во еден систем каде што се споредуваат, каде што дури и јас тоа сметам дека е најстрашното нешто што го прават и возрастните, а и наставниците, мислам родителите и наставниците, кога ги споредуваат децата. Дали без разлика дали е не правиш како сестрата или видија сестрата како го направил ова, или не си послушен како брат ти е попослушен, или во школа, ете зашто не се огледаш на ова дете или на она дете. Тука веќе доаѓа она каде што самото дете губи самодовербата, почнува да вика јас нешто не правам како што треба. Така да многу е деликатно и многу е тенка границата на тоа да го почитуваме детето како индивидуа, да ги потенцираме неговите квалитети и капацитети, а при тоа некако да ги насочуваме и да ги водиме кон тоа да бидат нешто повеќе и да може да дадат повеќе од себе. Така да сакав да кажам дека една атмосфера каде што нема говор на омраза и децата се поддржувани за тоа што се, апсолутно градат самодоверба и прават една личност која што е сигурна, стабилна и значајна во тоа што го прави. Прво, што се смета за говор на омраза? За возрастните често знаеме да препознаеме и да ставиме граница нели на истото, но колку за едно дете е тешко да препознае во кој момент се вклучува во говор на омраза или пак го трпи истиот? Да, многу ми се допадна прашање во многу. Прво многу интересно затоа што вика ние возрастните препознаваме, не секогаш препознаваме и ние. И ние знаеме да замислиме на многу сарказам, иронија се многу чести во нашиот говор. И зашто го кажувам? Дел од секојдневието кој што со текот на годините сме ги прифатиле како нормално изразување. Апсолутно, меѓутоа се значајно да се спомена заради тоа што ние ги прифаќаме како нормално во нашето секојдневие и потоа некако него, како да кажам, не ги потенцираме кога се случуваат кај децата. Дете како препознава дека е жртва на говор на омраза, тоа внатрешно препознава многу лесно, заради тоа што децата се уште посензитивни во однос на тоа што им се случува и знаат кога нешто им се допаѓа, им е пријатно или непријатно. А да препознаат дека се вклучуваат е многу тешко. Дека вршат говор на омраза не е едноставно да препознаат децата, заради тоа што имаме еден циклус, како да кажам, на пренесување на лутина или на пренесување на булинг. Децата кои се жртви на малтретирање се деца кои малтретираат. Децата кои имаат семејства од кои што потекнуваат, кои што не се поддржувачки, многу е тешко да поддржат или да бидат нели пријателски расположени со други деца. Тука доаѓа на сцена едукацијата, да се зборува за тоа, да се покажува, има најразлични работилници, најразлични вежби, најразлични работи што може да се прават со децата, да се стават во чевлите на другиот, да бидат посвесни за тоа што прават. Да можат да препознаат како изгледа булингот, заради тоа што децата имаат и другата улога каде што знаете има како беше имаше во малтретирањето има 3 улоги: насилник, жртва и серџија. Односно децата што седат на страна и го гледаат тоа и тие го препознаваат тоа на некој ниво, меѓутоа не знаат што да направат во врска со тоа. И таа улога е многу значајна, каде што да не гледаме од страна, туку активно наделуваме. И тука е нашата задача како стручни соработници, возрастни, експерти, да делуваме и да правиме нешто во врска со тоа. Постои ли одредена возраст кај децата каде што е најкарактеристична за вакви видови во нивното однесување, тоа е говор на омраза, булинг, можеби и без разлика дали тоа се случува во животот дека се во училиштата, можеби и отпосле од дома на социјалните мрежи, на Viber групи и се онака како што комуницираат денешните млади. Па првенствено вака деца кога се во градинка,
и на таа предшколска возраст, тие повеќе на физички начин нели покажуваат емоции. Ќе се расплачат или ќе бутнат некого, ќе се налутат, ќе фрлат, ќе избегаат. Многу повеќе физички ги доживуваат работите, да речеме дека во градинка и во прво, второ одделение да речеме многу повеќе имаме некои такви физички реакции, нели па тука веќе можеме да кажеме не е во ред или ги спречуваме децата да го прават тоа и веќе учат дека вербалното многу е потешко да се докаже. Така да веќе некаде околу 8-та година веќе почнуваат да се многу повеќе со вербален булинг, многу повеќе со оние суптилни работи, не знам, да речеме начин на булинг и исто така исфрлање на некој дете од група. Нели ние не сакаме да се дружиме со тебе. И тоа е начин на булинг и некој тип на малтретирање психолошко. Потоа како стануваат поголеми, иако таа возраст со текот на годините нели опаѓа заради тоа што децата многу повеќе имаат достапност кон електронски уреди, веќе почнуваат во Viber групи, почнуваат на Facebook, почнуваат на социјални медиуми, каде што погрдни зборови кажуваат, каде што е многу побезбедно нели од удобноста на својот дом да пишуваш лоши работи. Така да апсолутно сите простори веќе се простор каде што се случува и булингот и морам да истакнам заради тоа што кога се случува во надвор од социјалните медиуми од виртуелниот свет, булингот го дефинираме како малтретирање кое се повторува. Кога се работи за малтретирање во сајбер просторот, тука повторувањето не е потребно. Заради тоа што една порака, една слика, еден настан што се случил, тој за секогаш останува таму. И тој веќе се смета за повторувачки. Така да сакам да кажам, и тука е потребна многу едукација и од страна на родителите, меѓутоа родители знаете како имаме секакви со различни капацитети, со различни можности, така да за мене училиштето, институциите, програмите кои што ги правиме образовни се исклучително значени во борбата со ова. Пред да го заокружиме разговорот, би прашала кои се некои од психолошките техники или пристап што може да им помогнат на децата кои што биле жртва на говорна омраза или булинг, еве конкретно во училиштата и од нивните соученици, како да го направат тоа нивно на некој начин незаздравување, односно да се справат и со последиците, затоа што како што истакнавте и вие, не е поентата да е добар во одреден дел од школската година, туку навистина не треба да има последици од тоа и понатака. Баш ми е драго што го поставив тоа прашање, затоа што многу често се прашувам што да направам, што да му кажам, нели на детето. Првенствено кога разговараме со луѓе, без разлика дали се деца, дали се возрастни, значајна алатка е љубопитноста, односно наместо да кажуваме, да прашуваме. Многу често некако возрастните имаме тенденција да им кажуваме на децата направи вака. Многу подобри алатки се да ги прашаме. Како си со ова? Што се случи? Што направи? Како се почувствува? Што прави да ти е тешко? Гледам дека ти е тешко. Уважување на тоа што поминуваат децата и како да кажам, љубопитство за тоа како се чувствуваат и што може да се случи. За мене, повторно ќе кажам, булингот е нешто што се случува во групата, во системот и во општеството и индивидуално не можеме да го решиме. Индивидуално апсолутно треба да се работи и со насилниците, и со децата, нели децата кои што вршат булинг, и со децата кои што се жртва на булинг, меѓутоа системски мора да го решаваме. Преку работилници, преку правење програми, преку зборување со групата, разговарање на овие теми на најчесто ниво, затоа што во образование кога работев на сите наставници им реков, никој од нас не се чувствува, никој од нас не памти што учел во школа, меѓутоа сите памтиме како сме се чувствувале во школа. Така да за мене е исклучително значено повеќе активно да работиме на овие теми за малтретирање, за говорна омраза, за ментално здравје и за тоа како се чувствуваме. Благодарам многу за денешното гостување. Се надевам дека сите овие одговори за некого ќе бидат и од користа и како правец зборувам за родителите кои што можеби се соочуваат со некои од овие секојдневни проблеми за жал. Фала многу за поканата.